Мојата прва реакција, уште пред да биде донесено овој начелен став на Врховниот суд, беше токму на таа линија, дека Врховниот суд не е тој кој што во дадената ситуација преку барањето на адвокатите, заради тоа што нема разлика во судската пракса, е надлежен да постапува и дека во таја насока, ако има некаков проблем, треба да се бара или автентично толкување на законот од страна на собранието, ако е проблем толкувањето на законот, или ако е проблем законот од аспект на квалитет, да оди пред Уставниот суд. Очигледно дека дури сега одредени лица смогнале храброст и снага тоа да го направат. Инаку да ви кажам дека за 18 месеци ваква пасивност од сите страни е недозволена и она што е најважно, ако некој смета дека со ова начално мислење одредени лица ќе бидат ослободени од кривичната одговорност, тоа би било катастрофа за Македонија. Не навлегувам во сегашната содржина на началното мислење. И таа содржина, која што во суштина не е содржина, на некој начин е исклучиво препишан законскиот текст, без да даде, без да елаборира што е духот на законот, што се тие простори на одлучување дадени како рокови и исклучиво во кое време и зошто беше донесено, креирано специјалното јавно обвинителство. И едноставно преминот од една страна во друга е нешто, мислам од едно обвинителство во друго е нешто кое што сигурно ќе има некој свој протек и одредено видување и мислам дека денеска не може само тоа прашање вака бегло да се одговори. Меѓутоа факт е дека во дадената ситуација собранието, кое што го знае духот на законот, може многу повеќе да одговори на поставеното прашање, уште повеќе што веќе имаме и одредени да речам одлуки во однос на доказите, самите прислушкувани разговори, а и самиот текст на законот. Во законот никаде не стои дека е забранета истрага.